Добър ден! После двенеделна пауза се вракиме пак на ова послание, кое до сега видовме содржи некои теми кои не се многу пријатни за слушање, и во тој поглед посланието до коринтијаните така има некои интересни факти за него, содржи делови кои се најпроповедани, например 13 глава се проповеда многу. Има исто така еден текст, 15 глава, кој скоро на секој Великден се проповеда, Воскресението на Христос. Меѓутоа има пак текстови кои никогаш не се проповедаат. Така да тоа е најпроповедано и најмалку проповедано послание. Исто така има пак и други некои книги кои воопшто не се проповедат. Например, јас се уште не сум чул, сум прашувал, дали некој проповедал од Песна на песните. Никој не проповедал. Не знам дали некој во Македонија некогаш проповедал. Тоа е така зашто ние сакаме, избираме текстови кои не се попријатни, а буквално ги убиваме оние кои не се така пријатни за човечкото уво или пак не изгледаат незгодни. Има, се чули она изрека, ако веста не е пријатна, уби го вестителот. Зашто во древноста вестителите или поштарите или гласоносците кои носеле непријатни вести кај царевите, царот во гнев го убивал. И ние правиме така, убиваме словото, го убиваме вестителот или авторот или апостолот за оние текстови кои не ни се пријатни. Но ние сме решиле да не правиме така, сакаме да го познаваме словото во полнотата и да видиме Божјата воља како се открива на начинот на кој што Бог ја запишал во неговото слово. Нема да сватиме целата Божја воља ако не го прифатиме целото слово кое е боговдахновено. Целото слово боговдахновено и устари оние текстови кои нас не изгледаат така најнепријатни се многу предизвикувачки, многу корисни. Во нив се содржани големи лекции. Така е, нели, овој текст, за кој што веќе прочитавме, и ако досега внимателно го пратевме посланието, станува очигледно дека Павле ја менува темата веќе. Ако во првите 4 глави говореше повеќе за разделбите во црквата, поделбите, кавгите, зависта, фалбите за некаква мудрост, знаење, овдека апостол Павле говори за една друга тема, говори за еден скандал, јавен скандал кој се случил во црквата, за еден сексуален греф, прелюбодејство, кој дури и е шокиращо за коринтијаните. И апостол Павле очигледно станува јасно 9 стих дека им напишал веќе за тоа, ги предупредил во некое поранешно послание кое за нас е непознато. Не останало дел од канонот, загубено е, меѓутоа Павле предупредил и сега дал некои совети за покаяние, за поправање, меѓутоа тие совети се игнорирани, очигледно, и затоа апостолот сега пишува уште едно послание во кое вклучува и оваа тема. И ова тема нема да заврши овдека во 5 глава. 7 глава и понатамо говори, дава некои насоки за сексот и правилниот однос, повторно тема која така е незгодна, но е дел од словото. А овдека пак поточно не објаснува не само дека неморалот не оди заедно со христијанскиот живот, туку им дава и насоки како да постапат во ситуацијата. Веројатно тие насоки веќе еднаш ги дал и сега ги дава повторно. Црквата треба да се заземе сериозно за тој греф и да спроведе дисциплина, црковна дисциплина. Не е само гревот во првиот стих, понатаму гледаме дека има и други проблеми во црквата, изброени се и други нешта кои
не смеат да ги толерират, а се толерирани во црквата. Така да, очигледно, во црквата си нашли прибежиште, место, многу недозволени практики, многу нешта кои од тој град, неморален град, останале да живеат во црквата. И апостол Павле овдека говори за една строга црковна дисциплина. Тоест, како да се однесат, какви мерки да превземат кон оние кои и покрај предупредувањата не се покаяле и не се свртеле кон животот, светост и праведност. Така да, иако говори нели повеќе за проблемот во црквата, сепак темата е како црквата да се справи, кои мерки да ги превземе, зошто да ги превземе тие мерки, што најаве се открива на виделина со црковната дисциплина и во каква динамика таа се превзема, тоест во какви интервали. Што е црковна дисциплина? Црковна дисциплина е некаква казна, тоест дисциплина, тоа не е осуда, тоа е мерки кои црква да ги превзема кон луѓе кои не живеат или нивното поведение не е соодветно на христијанскиот живот, животот кој треба да го имаме во Христос. И сметам дека сите би се согласиле дека е тоа потребно и добро и здраво за црквата. Меѓутоа сепак црквата се поретко, и тоа е современа појава, во минатото не било проблем, но денес е проблем црквата да спроведува дисциплина. И се поретко се спроведува. Ние не сме направиле тука во Македонија некоја анализа колку проценти од луѓето биле подложени од сите христијани во Македонија на црковна дисциплина. Во Америка прават такви истражувања. Барна, групацијата, како организација која спроведува различни истражувања во црквата на различни теми, направила истражување и во оваа тема. Колку луѓето во црква се третирани со црковна дисциплина. И за нив, за самиот институт, резултатот е поразувачки, дека е премногу низок процентот, за мене пак изгледа многу висок. Значи, некаде околу 5% од христијаните во Америка биле на некаков начин подложени на црковна дисциплина. Јас мислам дека ако направиме такво истражување во Македонија, процентот ќе биде можеби не 5,05, можеби помалку. Па дури оние на кои што е примената црковната дисциплина, веднаш се нашле место во друга црква. И тој поглед немало никаков ефект. Но интересни се анализите понатаму, откако е дадан податокот, резултатот од истражувањето, направена е и анализа на што се должи тој низок процент. Велат дека самите старешни, самите пастори во црквите немат некој голем интерес да влегуваат во конфликти, не се заинтересирани да влегуваат во конфронтација со оние членови, со оние луѓе кои имаат такво несоодветно поведение. Исто така не дискутираат многу за животот на луѓето, каков живот живеат, и ако го прават тоа, пишува во тоа истражување, обично го прават или дискутираат за животот на луѓето во нивно отсуство пред други луѓе, пред трети луѓе, тоест нешто како оговарање станува. А основната причина пак од она што е откриено во истражувањето е самиот начин на живење, самата филозофија, самото разбирање за животот на човекот, она толерантноста. Тоест, луѓето градат свест дека се слободни, дека тие самите треба да се решаваат за животот, дека се тоест дека одговорноста пред некакви авторитети, па дури и црковни старешини за нивниот живот е нешто старомодно, нешто што припаѓа на средниот век, нешто ригидно, нешто несоодветно. Тоест, никој нема право
да води сметка или да ме држи одговорен за мојот живот. Мојот живот си е мојот живот. И не постојат авторитети, без разлика дали сте духовни или какви други, кои ќе ми кажат како јас да се однесувам. Мојот живот си е мој живот. Значи, тоа е основната причина на крајот на криштата. Луѓето живеат сепак во модернистичко време, хуманистичко време, во кое што осудата или нетолеранцијата е осудена од јавноста, од општеството. Но црковната дисциплина си останува тема, многу присутна во Библијата, и ние сме решиле да изучуваме се што е запишено, онака како што е запишено, за да не паднеме под искушението да се избираме само текстови кои ни се пријатни за слушање и да заборавиме на оние многу важни работи кои стојат овдека. Ајде да видиме прво која опасност се вади на видели на црковната дисциплина. Прво апостол Павле вели вака, во првиот стих: од секаде се слуша дека кај вас има блудство и тоа какво што нема дури никај незнабожците, односно дека некој држи таткова жена. Сериозен проблем. Градот Коринт, и овдека апостол Павле прави споредба на тој скандал што се случил во црквата, а кој не е типичен дури ниту за градот Коринт. Има некои паралели со Коринт и Крит. Градот Коринт во древноста како поморски град, како центар административен, политички, трговски и секаков друг, филозофски, бил средиште каде што се собирале многу луѓе, имало многу јавни куки, имало многу неморал. Градот Коринт бил познат како екстремно неморален град, па дури за градот Коринт има еден таков термин, коринтијанство, кој опишувал неморал. Има една црква која е релативно млада во тој град. Апостол Павле ја основа таа црква и млади се уште верниците, и разбирливо е дека тие се уште не може целосно да се ослободат од неморалот кој живее во градот. Се уште имало остатоци. Меѓутоа, и апостол Павле од многу извори, тој пишува, нели, од секаде се слуша, од многу луѓе слушам, па дури во целиот град се говори дека во црквата нештата не се како што треба. Но она што го шокирало него посебно е тој конкретен специјален случај. Случај во кој некој држи таткова жена, тоест спие со жената на неговиот татко. Не станува збор за мајка, туку станува збор за, веројатно мајката е почината, таткото си нашол друга жена и сега синот спие со жената на таткото. И вели, таков престап, тоа се смета за табу дури и меѓу коринтијаните. Таква перверзија е скандалозна дури за тие неморални коринтени. А самите верници во вториот стих пишува дека се фалеле со тоа, се гордееле. Во има ли овде? Не, добро. Ќе идем подоцна. Во претходните глави видовме дека на многу места апостол Павле говори за фалбата на коринтијаните. Тие се фалеа за многу работи. Прво, тие се фалеа дека се многу духовни. Тие се фалеа дека се многу мудри, помудри од останатите. Тие се фалат дека имат водачи. Се поделили на Павлови, Петрови, Аполосови, се фалеле со своите авторитети кои си ги избрале за себе. Се фалеле за многу работи. Дури се фалеле и со блудството. Ние сме во се во се сме први, и во мудрост, и во духовност, па први сме дури и во гревот. Никаде нема грев како нашиот. Интересно е луѓето со какви работи се може да се фалат. Да. Не знам во тоа време дали постоела една
поговорка koja danas postoji, ono što se srami pametnijot, se fali ili se gorde glupavijot. Se gordeli se to? Se fali дека има таков грев во црквата. Звучи неверојатно, но апостол Павле вели дека било така. И сето тоа всушност покажува дека сета нивна фалба и во останатите работи нема никаква вредност. Тие тонат во една јама на гревот и дури не се свесни за тоа. И како што кажав, тоа не бил единствениот толериран грев во црквата. Ако продолжиме или понатамо, што беше прочитано, тој им спомнува и други гревови. Вели, но сега ви пишувам да не се дружите со оној кој, нарекувајќи се брат си устанува блудник, или користолюбец, или идолопоклонник, или хулник, или пијаница, или грабач. Со таков дури и да не јадате. Значи, сите оние вели кои се вовлечени во овие работи, треба да ги тргнете настрана, да ги екскомуницирате од црквата. И апостол Павле, кога ги пишува, кога ги набројува овие видови на грев, тој тоа го прави зашто слушнал дека тие работи се случуваат во црква. Тој не ги спомнува туку така. Тоа е реалната опасност, реалниот проблем во црквата. И сега, зошто треба да се третира тој грев? Во 6 стих вели: не знаете ли дека малку квас го подквасува целото тесто? Вие толерирате такви работи. И толерирајќи гледаме дека тоа станало, се расширило како зараза, како инфекција, тие неправилности кои вие ги толерирате. Гревот, тоест лошото, злото, има способност да инфектира, да шири зараза. Расипаното го расипува и здравото. Ако во една кошница со јаболки ставите една гнила јаболка, таа ќе ги зарази и останатите. Здравите јаболка нема да ја излекуваат расипаната. Тие нема да го тргнат гнилежот од расипаната. Меѓутоа расипаната има способност да ги расипе, да го пренесе гнилежот и на останатите. Гревот има способност за ширење. И оваа изрека за квасот, всушност, и понатамо често се спомнува и во наредните стихови ќе видиме, е метафора земена од еден голем празник, најголемиот празник на евреите, Пасхата. Тој ќе го спомни и Христос како нашето пасхално јагне, а црквата како свежи, пресни, чисти лебови. Што е Пасхата? Пасхата е празникот со кој се слави излегувањето или спасувањето на евреите од 4-вековното робство од Египет. И Бог на славен начин ги избави и по повод избавувањето им даде инструкции секоја година да го празнуваат тој настан. И тој настан ти требаш да го празнуваат со пасхално јагне и со бесквасен леб. Квасот во Библијата е метафора за гревот, како што квасот може да зафати се, зафаќа се шири, така и со гревот. И затоа, вклучувајќи таа символика со бесквасните лебови, Бог сакаше да им покаже, да им даде инструкции за чистота во нивниот живот. И евреите биле многу внимателни при подготовката за Пасха. Кога ќе го испекле јагнето, пасхалното јагне, домакинките ги чистеле домовите. Тоа е многу педантно. Да не би случајно во некој сад, на масата, на точилото, да не остане едно зрнце квасец. Зашто тоа зрнце квасец, колку да е мало, ќе има дејство во тестото. Ќе го закваси целото тесто. И тоа е уствари идејата овдека на апостол Павле. Гревот, кога е толериран, кога е оправдуван, е како квасот. Заквасува, се шири.
Бавно, тивко, но сигурно се шири. И уствари тоа е црковната дисциплина. Тоа покажува црковната дисциплина. Открива на виделина. Открива на виделина една опасност која ако не се спречи, ако не се превенира, потоа лекувањето ќе стане невозможно. Мора да се спречи. Ако не се толерира, тогаш што е греф? Толериран во еден случај, ќе се толерира и во другиот случај, и во третиот случај, и во петиот случај, и црквата ќе стане една карикатура. Ќе се проповеда Божјото Слово од проповедалната, луѓето ќе се живеат свој живот и ќе дојде време кога нема ни да се проповеда веќе Словото, зашто луѓето ќе сакаат да слушат нешто кои не ги повредуваат и црквата се претвора во еден клуб. Клуб во кој сите си живеат пријатно, убаво, невознемирени од никакви предупредувања. Малку квас велико подквасува целото тесто. Затоа е потребна црковната дисциплина. Отсуството на црковна дисциплина во соодветните ситуации ја уништува црквата. Каква задача треба да постигне? Апостол Павле вели: вие уште се гордеете место да плачете. Контекстот е пак црковната дисциплина. Вие треба, вели, да плачете за ситуацијата во која се наоѓаат браќата, сестрите кои се во греф. Вие треба да тагувате за непокајаниот греф кој може да земе замав. И тоа всушност веќе не води кон самиот мотив или со што треба да биде оптоварен, со што треба да биде оптоварена дисциплината. Таа во себе вклучува тага, вклучува плач, вклучува солзи. Дисциплината не е судење. Дисциплината, црковното дисциплинирање не е ликување. Еве, сега ќе му вратиме. Црковната дисциплина не е одмазда, не е освета. Тој мене ми направил некои работи, сега го начекав и сега ќе му вратам. Црковната дисциплина е тагување, е плачење, е солзи. Таа е оптоварена со обременета, со молитви, со тага, со желба, со копнеш, оној кој западнал во гревот и покрај нели предупредувањата не сака да се покае. И како се спроведува? Која е задачата? Прво, таа во себе вклучува тага, не вклучува гордост, не вклучува ликување, вклучува тага. А што вклучува? Како се прави? Нека се isfrли од вашата средина, тоа е вториот дел. Вака почнува вториот стих. Вие уште се гордеете и завршува со зборовите: нека се isfrли од вашата средина оној што го направил тоа дело. И во продолжение во 6 стих апостол Павле кажува што тој веќе направил за себе. И овде треба да имаме во предвид дека тој веќе неколку пати предупредувал. Тој давал насоки. Тој им кажувал што да направат, како да постапат. Советувал. Меѓутоа, било тоа игнорирано, нештата во црквата си фатиле своја насока и тој сега сака да ги врати на вистинското место, на вистинскиот пат. И затоа вели: јас, пак, иако сум со телото не сум кај вас, а само со духот, веќе го осудив како да сум меѓу вас оној што го направил тоа. Во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете вие и мојот дух, тоа значи кога ќе разберете што е правилно, оно што јас ви го кажувам. Со силата на нашиот Господ Исус Христос, да го предадете на сатаната за погубување на неговото тело, да духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. Тоа не значи дека треба да биде ставен на клада, да му биде изгорено телото. Црквата низ историјата го правила и тоа. Кога запаѓале во гревови некои, ги осудувале на клада, нивното тело да изгори, ама духот да им се спаси. Идејата сосема поинаква. Целата идеја овдека е isfрлање,
Она што пише во вториот дел на вториот стих, овде ќе имаме паралелизми. Исти идеи кажа на различен начин. Да биде тргнат од вашата средина. Тоест да биде објавен, да биде третиран како што се третираат луѓето во светот. Тоа на графички начин представено со зборовите, да биде предаден на сатаната за погубување на неговото тело. Што значи тоа? Може да звучи многу грубо така, може да звучи многу сурово, бездушно. Меѓутоа, тоа би звучало така, и тоа ни звучи денес така, во нашите очи, гледајќи на црквата, тоест натоварени од хуманизмот, од толеранцијата, од слободата, од приватноста на луѓето. Луѓето си имаат приватност, тоест право да се однесуваат како што сакат. И ако на црквата гледаме како на клуб во кој се пее, се кажуваат убави, пријатни работи, да, звучи непријатно. Меѓутоа, ако гледаме на црквата таква каква што е, а црквата, знаеме, е Христовото тело. Црквата е видливото Христово тело. Црквата е заедница на спасени луѓе кои се под господството на Исус Христос. Црквата е царството на Исус Христос. Надвор од Христовото тело нема спасение. Во Христовото тело се спасените, светите, оправданите. И ако гледаме на таков начин, сосема е нормално, сосема е правилно. Оно што не се однесува како на светија во Христовото тело, да биде ставен онаму каде што Господарот не е Христос, туку сатаната. Сосема е нормално. Да се отргне од заедницата на оние кои живеат во покорност на Христос и да се постави во средината каде што се живее во покорност на сатаната, на ѓавол, на злото. Тоа е целата идеја. И како нели сето тоа? Продолжи од 9 до 13 стих. Ве повикав во писмото свое, значи во старото писмо пишав, да не се мешате со луѓе што блудствуваат, но не и воопшто со блудниците од овој свет, или користолюбци, или со грабачи, или со идолопоклоници, зашто инаку би требало да излезете од овој свет. Но сега ви пишувам да не се дружите со оној кој, нарекувајќи се брат, се останува блудник или користолюбец, или идолопоклоник, или холник, или пијаница, или грабач. Со таков дури и да не јадете. Затоа, дали треба јас да ги судам на дворешните? Нели ги судите вие внатрешните? На дворешните пак ќе ги суди Бог, а вие сврлете го лошиот меѓу вас. 6 глава говори за суд, за судот. Кој е над кого надлежен. И овдека вели, ова не е генерален принцип што ви го кажувам. Оној што греши со него да не комуницирате. Тоа важи само за оние кои се нарекуваат верници, кои се нарекуваат христијани, кои се нарекуваат свети, оправдани и спасени. Останатите, светот си ги суди. Тие не се ваша надлежност. А со другите, оние кои се нарекуваат верници, со нив дури и да не јадете. И сега, што значи тоа дури и да не јадете? Сите метафори кои ги користи апостол Павле во оваа глава се земени од пасхалната вечера, од Пасхата. А христијанската пасхална вечера е Евхаристијата или оние вечери на љубовта кои во древноста христијаните ги организирале. Ние сега ќе земеме Господна трпеза, но во древноста, во раната црква, Господната трпеза била вечера на христијаните, членовите на црквата. Кој е казната всушност овдека што апостол Павле кажува? Таквиот не треба да биде прифатен на таквите вечери на љубовта. Тој треба да биде тргнат настрана. Тој не е достоен да јаде заедно со вас на таа трпеза. Очигледно, коринтијаните ги толерирале луѓето во црква кои грешеле, кои биле во овие гревови, јадале заедно. Понатаму во 11 глава пак ќе пишува
за Господната трпеза. Тамо ќе каже дека мнозина се болни, некои умреле, бидејќи учествуваат недостојно на Господната трпеза. И целиот контекст е овдека се верните во црквата. Ако ви дојде некој од светот, всушност апостол Павле сака да каже, и тој јада со вас на Господовата трпеза, тој од светот. Тој не е Христов. Но ако некој кој се нарекува Христов, а ги врши тие греови и јада со вас на трпезата, ќе го тргнете настрана. Тој треба да биде отргнат, нели, од светот. А која е целта на светот, всушност на крајот? Кога тој ќе загуби пристап до вечерата со браќата и сестрите, кога тој ќе биде исклучен од заедницата, каде што има љубов, каде што има прифаќање, каде што има помагање. Ако е вистински христијанин, таа мерка, таа дисциплинска мерка, ќе го мачи, ќе му недостига вечерата со христијаните, ќе му недостига јадењето, пиенето на Христовото тело, ќе му недостига обштењето, заедничката молитва, заедничкото славење, ќе го измачува и тоа на крајот ќе доведе до покаяние заедно со молитвите кои останатите христијани ги опатуваат кон него. Вистинскиот христијанин кој ќе биде отргнат од заедницата, ќе биде измачуван. Неговото тело ќе се мачи, ќе страда. Меѓутоа ќе го спаси духот, така што тој ќе се покае и обновен ќе се врати во заедницата. И не би можел да има пострашна мерка од човекот што верува, од тоа да биде исклучен од семејството. Представете си колку тешко делува за членовете на семејството кои поред некаква причина се бркани од семејството. Тоа е најстрашната мерка. Мерка која предизвикува размислување и покаяние и превзимање на мерки. Таа е всушност целта и во црковното дисциплинирање. На крајот, оној кој ги прави тие работи да биде поттикнат на промена, на обнова, на покаяние. И од 6 до 8 стих се навратиме на овие, каква динамика. Тоест, овдека повеќе говори за едно само дисциплинирање. Исчистете го стариот квас, вели, та да бидете ново тесто, како што сте бесквасни. Зашто Христос, паската наша, беше жртвувана за нас, па да празнуваме не со стар квас, ниту со квас од злоба и лукавство, туку со пресни лебови во чистота и вистина. Е пак илустрацијата од паската, пасхалната вечера. Вели, домакинките го чистат домот да го тргнат секој остаток од квас. Така вели Христос, нашата пасха, го направи тоа за нас. Тој не спаси. Тој беше на крстот, тој беше жртвуван за нас и тоа е кажено овде. Тој, нашата пасха, беше принесен како жртва на крстот, за ние да бидеме изчистени од квасот и да бидеме едни свежи, чисти лебови, бесквасни лебови. И такви треба да бидеме, да се чистиме себе си, да се очистуваме од стариот квас во нашите индивидуални животи, секојдневно. Црковната дисциплина е секојдневна дисциплина на христијанинот. Тој секојдневно си ја применува на себе. Чистење од стариот квас, за да биде леп во кој што има вистина, во кој што има чистота, а не злоба или лукавство. И трудејќи се да применува лична самодисциплина, гради чувство на одговорност во црквата, во заедништвото, за чистота еден спрема друг. Пресни лебови во чистота и вистина. Тоа всушност значи секој ден да живееме во светлината на Христовата жртва. Апостол Павле останува доследен на она што кажа во првата глава, дека не сака да знае за ништо друго, освен за Христос распнатиот.
колку тоа е да звучи безумно во уште на луѓето, за решавањето на секој проблем кој ќе го адресира во ова послание, како решение го дава Христовиот крст, распнатиот Христос. За поделбите, тој кажа, дали Христос е поделен, дали Христос е разделен. Кога потоа говореше за останатите работи, повторно го спомнуваше Христос распнатиот. И овдека, кога говори за чистотата, пак го спомнува распнатиот Христос. Ако Христос беше распнат, жртван за нас, за да не исчисти како едни бесквасни лебови и секоја трага од стариот квас да го тргне настрана, тогаш како би можеле ние да празнуваме Господна трпеза, да го славиме неговото дело на крстот со стар квас во нас? Како може Христос да биде нашата пасха, нашата вечера, ако сме засквасени од стариот квас на гревот? Христовиот крст, Евангелието, добрата вест за распнатиот Христос менува се. После верата во Христос, во распнатиот Христос, ништо веќе не е исто, вели апостол Павле. Се е веќе променето. Лебот не е ист, состојките не се исти, содржината не е иста. Наместо старите работи, сега има вистина и чистота. Едноставно, вели апостол Павле, бидејќи Христос е нашата пасха, која беше жртвувана за нас, ништо не може да биде како порано. И ништо не може да биде толерирано од она што му припаѓа на минатото. И секојдневното живење во светлината на крстот, Евангелието за крстот, не прави да живееме она за што Христос и умре. Бесквасни, свети христијани. Тоа секако не значи безгрешни. Ние не можеме, ние се оште го носиме, да, во стариот човек, стариот квас. Меѓутоа, ние сме ревностни да се чистиме со силата на Божјото присуство во нас и да живееме за Него во вистина и во светост. Тој умре за да ја засакаме светоста, да се љубиме еден со друг, да покажуваме верност, љубезност, внимание, да се охрабруваме заедно, да живееме во покорност кон Бог. И нека Бог ни помага на вистина да живееме таков живот. Да не доаѓаме воопшто во ситуација други да не дисциплинираат со непопуларни мерки. Секој е како христијанин, ако навистина спаса, ако го има Светиот Дух во себе, тој ќе спроведува секојдневна дисциплина, за да си остане навистина бесквасен леп, полн со чистота и со вистина.